Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Бизнис Муабети на Фактор МК. Не гледате секој петок, а можете да не гледате нормално и на YouTube каналот Бизнис Муабети било кога, било каде, во било кое време. Благодарност до Форманова на самиот старт, нашите спонзори, тие кои што се грижат за да бидеме удобни и да бидеме спокојни нормално додека оди овој разговор. Овој петок, во оваа епизода, ви представувам една бизнис приказна, која што е исклучително интересна. Станува збор за Игор Трајковски. Тој е доктор по науки, инаку дипломиран на факултетот по информатика при ПМФ, потоа оди на магистратура, каде што и магистрира во Германија, а докторира во Словенија. Игор Трајковски е основачот на алгоритмот TimeMK на вести. Како почнува TimeMK? Зошто? Каде понатаму ќе оди технолошкиот развој? Колку чини и колку вреди TimeMK? Колку пари се вратат во овој бизнис? За се ова во разговорот со Игор Трајковски во Бизнис Муабети. Јас сум Мишко Иванов, ви велам добре дојде и останете со нас. А велам добре дојде и за Игор Трајковски. Игор, добар ден, добре дојдовте. Фала за поканата, мило ми е. И обично сите ми велат како ти текна на нас и некако сакам успешни бизнес приказни. Сега TimeMK, агрегатот TimeMK е успешна бизнес приказна. Сега може би ваше лично субјективно чувство, меѓутоа претпоставувам ќе се согласите со мене. Колку сте задоволен? Колку 16 години од 2008, така? Да, од 2008 1 јули. Така како Чепка пише од 2007 цртица 2008 како сезона го дава. Од 2008 1 јули. Како падна на идејата? Па идејата беше затоа што во тоа време немаше ньюс агрегатор. Мислам, имаше во одредена форма, ама они само собираа од RSS најнови линкови, како само најнови вести. Но немаше наква пресметка на одредена тема што е као топ тема, односно тоа кластерирање што се вика на вести во група што се во иста тема и тие теми да се рангираат. И затоа што во тој период од 2001 до 2008 живеев надвор од Македонија и се интересирав што се случува кај нас. Читав доста вести, бајаѓи повише него што не имаше, ама не толку портал. Имаше А1 почна, од МПМ овие што се дневник утре, имаше вебсајтови Netpress, Сител има сајтови Канал 5. И сакав да што доаѓам од компјутерски науки, ми е по вокација сум. Ме интересираше да видам дали ќе работи концептов што е направен, затоа што више агрегатори имаше као Google News, беше као прв концепт направен за агрегатори, да видам дали ќе работи за македонски јазик и пробав, ја направив првата верзија и испадна интересни резултати, некако бар мене, иако ја не сум новинар, ми изгледаа дека се овие теми што беа најдени, за кои што најмногу се пишува, дека се интересни. И потоа им го дадов како линк производот на неколку новинари, едно од нив е Мери. Сега што разборевме. Мери Јордановска. Мери Јордановска, да. И она беше, леле, што си направил ова, ние по цел ден го правиме, гледаме кој што напишал на одредена тема, супер интересно. Ти ни кратиш магите. Да, и напише една статија во Нова Македонија, баш во сабота беше, на насловна страна беше и на сајтот 3 дена стоеше, до понеделник додека да ја сменат. И тука доби доста популарност на почеток и го видоа доста луѓе, тука ги добивме првите неколку илјада посетители и се расче тоа така и после, иако никогаш не сме го рекламирале како сервис, онака све онако од mouth to mouth. Денес ти импонира, например, бидејќи кој да земе телефон во рака, каде и да отидеш во било која редакција или во било која институција, прво што се клика TimeMK. Како utility, како струја. И вода, и тайм. Да, више долго време. Само не очекуваше таква експанзија. Иако целта беше за нешто вакво, така бевме една група на македонци во Словенија, што сакавме да се вратиме назад. Дел останаа. Таму докторирав во Словенија и уште тогаш, као 2006-2007 беше тоа,
баравме као автоматизиран начин за заработување, значи некаков пасив инкам да имаш, не направиш некој производ, софтвер, сервис, нешто што ќе работи без ти секојдневно нешто да трошиш многу време околу него, току да направиш сервис што прави нешто како додадена вредност за одредени корисници. Не знаев тоа точно што ќе биде, лутавме, почнувавме разни работи. Но чувме дека ова нешто со рекламиве, со интернет, дека има, ако го направиш добро, дека може доволно да се заработува и ни тука некако удривме некако. Може да знам колку се заработува тај МК, не ме интересира профитот, например, обрт на пари, например, како оди од реклами, од што се финансира тега? Па да, целиот приход на тај МК е од продажба на рекламен простор. Не можеш да закупиш промотивен текст, не можеш на подредена позиција некој текст да ставиме, нема таква опција. Мислам, не го нудиме тоа на никого. Него само рекламен простор. И колку е обратот на пари кога веќе збориме бизнес мавите? Регистар може да видите. Сега е моментално оваа година добро е зашто имаше два пара избори одеднаш. Не, немам ориентација колку движи сумата. сумата. Неколку стотици илјади евра. Стотици илјади евра. Да. Може повеќе дојде тоа? Да се зголемува или? Толку е пазарот сега. Јас ќе се обидам да го упростам малку муабетот, или толков е пазарот или? Во однос, значи ние бројот на корисници што го добивме пикот стигна за време на ковид беше. Тогаш 2021 беше пикот на кој бил најголем тајм. Сега во прошлата година почна од кога Твитер воведе некои нови измени, тука изгубивме околу 10% можеби од зашто голем дел на корисниците на тајм доаѓаа за да читаат топ твитс за македонски јазик, што беа. Тоа беше многу супер интересен сервис, што многу ми е жал што моравме да го исклучиме, но не беше поради наша одлука, него Елон Маск која дојде и ги исклучи сите. Неговата цел беше да доаѓаат луѓето директно на Твитер, да нема начин за, да речеме, скоро бесплатна дистрибуција на твитовите за вакви сервиси како за македонски твитови или српски или за одредена тема. Сите еден куп апликации пропаднаа што се базираа на твитовите од Твитер, тоа што порано можеа бесплатно да се зимаат и да правиш што сакаш со нив. А сега веќе немаш. И сега малце е паднато од тогаш, така што некако и се стабилизира и ревењуто на нашиот сајт. Сега не знаме вкупниот македонски пазар за онлайн рекламирање точно колкава сума има, може некои други асоциација за e-commerce или колку движат, да, но генерално впечатокот е дека се повеќе сите бегаат од она комерцијално рекламирање по телевизија, дека веќе се селат на она што е подостапно. Тоа е претпоставено затоа што секој е на телефон, и ние ако го правиме овој разговор во сред жештини, сепак поедноставно е затоа што можеш и на плажата да не гледате. И тоа и во било кое време. И во било кое време, дека патуваш да спуштиш во автомобил. Натаму ли оди иднината? Генерално тоа е еднината, нема више ништо, мислам. И тоа што е real time ки иде по некакви канали што се YouTube-ови, стриминзи, некои такви телевизија како концепт или радио, мислам тешко дека. Готово? Да. Мислам тоа може и више е готово. Во другите земји е. Во кои? Па, например, во Англија уште, знаеш, во однос на буџетот за рекламирање, ако земеме колку иде на онлайн по сите можни канали, дали веб, социјални мрежи или некои други, и наспроти овие традиционални телевизија, печат, радио, го надбена уште од пред неколку години. Од 2016 или 2014. Буџетот за рекламирање иде повише на онлайн наместо по класичните. Да. Добро, ова агрегатот како агрегат, тоа е сега веб страна, меѓутоа вие практично собирате од сите медиуми, така не е како веб страна каде што седите и креирате вести, туку софтвер кој што ги собира сите информации. Се обидувам ја да го упростам и да го сватиме сите ние како функционира тоа, затоа што едно време нели беа и имаш и Србија и Албанија и Србија мислам дека уште има и Албанија и Хрватска, тие ги снема. Албанското и словенското ги продадовме како концепти, да си ги работат тие што ги купија.
А ги продадовте? Ја мислев дека разноразни Да, муабети. тие- Ај, тој Игор се занесува тука дека држи монопол, едно Не, предпоставам се не. шегувам, предпоставам сте ги Не, не. слушале тие муабети. Тие, на пример, има тоа бугарското, хрватското и босанското поради премала посетеност, едноставно, не знам, пошто 7-8 години, одржувајќи ги живи, не добија некоја популарност. А, например, од српското, уште го водиме, таму имаме од Google Ads реклами ставаме, не сме онака директно, како од Македонија, како што работиме, директно со агенции и со фирми да работиме, него таму со Google Ads можеш да ставиш, односно код од Google, Google бара реклами за тебе, ги става на сајтот и Чекај, он се ако ќе заработи. влезам на тај МКС и кој ќе клекнам на знаменцето српско. Српско. Тоа значи дека се рекламираат фирми и тие пари од рекламите се народски кажано одат кај основачот, односно кај вас или како функционира тој систем? Значи, на српскиот Не ти ги броам парите, не, туку се не. обидувам да не ме имаш разбереш да речеме, погрешно. еве, минимум, ако поише има, но минимум најдва главни начини како да направиш пари од еден вебсајт е директно рекламниот простор да го продадеш на некоја фирма што сака да стави банер тука, или агенција која што бара реклами, па ти она ке тебе ке сака да закупи као посредник. А друг начин е да ставиш одреден код, такви се викаат тие ad networks, во овој случај од Google ние користиме, од Google AdSense, кој што тој код го ставаш на страната и тој код гледа на страната што има, кој е корисникот што доаѓа и пресметува каква реклама. Значи ти директно не одлучуваш какви реклами и кои реклами ќе бидат, туку Google одручува и ги става рекламите на таа позиција кај што си го ставил кодот и Google од тоа зима 33%, а 67% му дава на сајтот. За жал тоа во Македонија го нема уште, голем дел од оваа фела што се занимаваат со интернет портали преку разни канали буткаме кој како знае врски до Google да го убедиме да може таков Google AdSense да се стави и за македонски содржини, за да можат разноразни блогери што пишуваат рецепти, упатства за нешто, анализи политички, да си го монетизираат го својот трафик на сајтот што Сега доаѓа. не можете да го монетизирате? Не може. Не? Не може. Мораш, ако си најдеш директно реклами од некоја фирма да стави, но AdSense да ставиш код кој што од Google ќе доаѓаат реклами, зашто таму имаш скоро неограничен број на фирми што би биле заинтересирани да се рекламираат, не е дозволено на македонски јазик. Скоро сите држави во околината. И тоа би било интересно, голема помош би направиле државните власти и они да се потрудат по некои потакви официјални канали да направат пуш, зашто македонскиот јазик уште не е третиран како сите останати јазици во Европа. Не можеш на веб страница на македонски јазик што е да ставиш AdSense код од Google за да продаваш рекламен простор. Ај сега да го преведеме тоа, како се вика AdSense, како го кажа? AdSense. Како да го преведеме на политичарите, како да го преведеме тоа? Што треба да направат тие за на македонски? Па треба дали преку американскиот амбасадор, дали преку директно. Се речете еве македонски јазик бре за ништо нема. Името го сменивте. Да. Значи треба Google да дозволи, они се да дел од оправдувањето, јас што ги имам чуено по неформални канали, преку луѓе што работат таму, дека има више доста македонци, претпоставува дека е ради малиот пазар, затоа што за секој ново воведен јазик на кој што ќе може да се ставаат Google реклами, они имаат квалитет за контрола, имаат луѓе што го следат тоа, фрод што тестираат, бараат, гледаат. Мислам, има одредени трошоци сами од Google за да воведе некој нов јазик. И сега ако овој пазар македонски им е премал, односно толку голем трошок е, поголем трошок од и мене ми е чудно, комбето кој што врти по улиците за да ги направи, тоа ми изгледа, бидејќи сум го видел тој джип. Минимум неколку луѓе претпоставувам дека ќе треба да фул тајм да вработат, сега тоа е неколку стотини илјади долари у Америка за таков човек да се вработи таму. Не го знам точно, тоа објаснување, треба Google да го каже тоа. Значи тешка битка. Но се уште е обесправен. Сега тоа е битка на порталите или на компјутерџиите, пошто сега компјутерџи ја за вас велам. Битка е на лобирање, да се најде лоби група на некаков начин
што ќе излобира ке Google да се потрудат или да помогнат да порасне пазарот, па да за да и на нив да им е профитабилно и на луѓето што се тука се. А ова TimeMK ви беше патентирано кога рековте ги продадовме словенското и албанското? Не, го продававме како домеини и како технологија. Аха. Во тој смисол, иначе не е патентирано, зашто не е патентиран методот за агрегација на вести. Google кога го има направено тоа, мислам дека Добро, се ама се обидува 1 мал милион луѓе кај на вас да ви направат конкуренција, па не успеа. Не успеа ради квалитетот на валјда на веројатно на вест на како они ги кластерираат вестите и како одбираат што ќе иде на прво место. Например, има најголемата разлика е во тоа што во квалитетот на вестите, например, кој ќе го отвориш сајтот, треба тоа што е тамо стварно да е битно. Првата вест што е да биде прва. Првите тие 3 теми или 4, зависи на кој уред го отварате, да се стварно релевантни, да се битни за дневните топ вести, да не ставиш тамо некои работи што се небитни. И луѓето немаат друга работа да е респонзивен, но брзо да ги најде тие, да ги детектира. Например, некои агрегатори текот кога 20, 30, 50 сајта ќе напишат за нештото, ќе го најдат како ова е нешто битно, а ова не е човечка рака, така? Не, све е автоматизирано. Све е автоматизирано. Нема Ама никаков... ти ги даваш клучните координати или клучните зборчиња, како? Ништо, све се пресметува автоматски. Што е на секој медиум, што е најчитано и тоа доаѓа и на TimeMK или сега не знам како. Не е најчитано, него сите вести од сите медиуми ние ги собираме, ги групираме сите вести во теми, дека ова е една тема, посета на Мицковски на Вашингтон и тамо се сите 150 вести или 200, колку и да се, и друга тема е Европско првенство, полуфинале, Холандија, Англија, трета тема, и имаш такви стотици, илјадници теми, разноразни. Па другите што прават? Што прават они толку различно од вас? Па како прво, за да ги одредиш тие теми, се користи алгоритам, некој софтвер. Ние имаме еден алгоритам како го правиме тоа, они имаат друг. И некогаш не го прават, не може да детектираат, зашто сепак станува збор за текстови, тоа е напишано на природен јазик, човечки. И сега ти да најдеш дека овој текст и овој текст зборат за една иста работа, не е толку едноставна работа. Игор, јас мислам дека е проблемот што не разбираат сите. Сега, ја не можам да разбирам повеќе од тебе компјутери, како да кажем. Ти си дипломирал информатика при ПМФ, си магистрирал во Германија, си докторирал во Лјубљана, си измислил агрегати, со 2008, пардон, колку 16 години рековме веќе, јубилеј. Проблемот е кај нас што сите мислат дека се може да разберат. Не може, TimeMK е Игор Трајковски. Сите знаат дека TimeMK е Игор Трајковски, ние кои што сме во овој бизнис, условно кажано. Сега вие можете да се окозите, да говорите дека Игор бил ВМРО-вец или СДС-овец или било што, па вестите ги темпира која да биде прва, која да биде втора, па многу медиуми ќе му се јавам да ме тргне авторски права и така натаму, па после му ликаат дај врати, не жити се. Да, имаше такви ситуации. Како реагираш на сетото? И сега заради тоа после се појави и сега ќе видите ние како ќе го срушиме TimeMK. Тешко оди. Не. Тешко оди. Не оди. А која е потребата зашто да го рушиш, на пример? Ради потребата на контрола на изворот на информација. Целата поента, јас мислам зашто мое мислење во 2012-13, кој имаше голема хајка против Time од да речеме така наречени десно ориентирани медиуми што сакаа да излезат од агрегатот, беше за да останат само левите и да биде окарактеризиран сајтот како еден комуњарски лев опозиционен сајт, затоа што кога на едно место имаш и од едните и од другите и ти ги прокажува топ теми, за секоја тема можеш да видиш и лево и десно, како напишале, там на сајтот доаѓа и да речеме и ВМРО-вци, СДС-овци. Добро, но TimeMK луѓето не го прецепираат како вебсајт, јас ќе влезам сега, не знам, на mishkoivanov.mk. TimeMK се дефинираше како она, влегуваат и точно знаат дека вестите не ги уредува TimeMK, туку дека нели си имаш медиум таму, не знам, телевизија, ова вестник тој и така натаму радио тоа е. Така што веројатно тешко и оди таа, тешко беше тоа да се направи ова за таа хајка. Имаше хајка, се сеќавам, да. Имаше, координирано беше тоа, ништо и наеднаш дојдоа од 10 сајтови ни дојдоа
писма од адвокати со закани за тужби, со колку пари бараат месечно, по 5000 евра месечно бараат за да се превземаат вестите и такви работи, но ние застанавме на нозе, не ги тргнавме, со опасност дека може да не тужат. А може да ве тужат? Па, ако иде нормално и се интерпретираат законите, не може да те тужат. Зашто ќе те тужат? Зашто ставам линк на кај нивниот вебсайт, сите бараат да им се носи трафик на кај нив, они ставаа во футнотите доле, забрането е линкување на вестите. Тоа у други земји да видат и кажу една нормални са, како што е бараат да не се ставаат линкови на кај нивниот вебсайт. И кога сватија дека утнале? Не ви. Кога им падна трафикот, бајде, има еден познат од вработените во МПМ, ни кажаа таму дека на утрински паднал 40% трафикот, на дневник не знам колку беше, ама утрински беше многу онака паднат и први на утрински го вратија, па вест, па дневник и еден по еден и после тие кои се вратија почнаа и други. Курир, Па не, затоа што со еден клик јас одам до таму кај што треба да одам сега, нема потреба да кликам, не знам, Курир, Република. Мислам, тајм некако издржа, баш го направи тоа дека ги стави на иста маса сите да ги читаат. Имавте ли непристојни понуди да го купат тај мак? Стимали ли да се? Не беше непристојно, беше нормална односно барање на понуда во 2011. Колку пари ви даде? Јас тогаш појма немав, затоа што во 2011 уствари тајм тогаш стана најпосетуван сајт. До тогаш беше А1, се уште најпосетуван сајт. Да, го затвори А1. Што од 2001 кога излезе до 2011 беше и најпосетуван и мислам и најбрз сајт и најрелевантен и све беше нај. Тајм некако стигна позади него, можеби уште тука да беа Канал 5 или Сидел позади, не бевме. Во 2011 кога се во 2010 ноември беше почна, ама во 2011 летото нели се затвори скроз и сајт и све се отиде. Тогаш добивме еден куп нови корисници, веројатно од А1 што се прелеа да најдат некое друго место за читање. Тоа беше да речеме единствен период кога малце се рекламиравме, иако не се рекламиравме со пари, туку беше на некој алтернативен начин на Google, каде што секој што пребаруваше А1, ги купивме тие клучни зборови да испаѓа реклама од Time. И во тоа време беше многу ефтино рекламирањето на Google. Ако бараше, беше нешто као, дали беше 10 центи за клик. Значи за $100 можеш 10.000 луѓе да купиш. Или цент беше, не знам точно колку. Сега е многу, поише. Може да е над $1 сега. Не знам точно, да не те знам, ама и 10-кратно е сега, може да беше понудата да го купат тај мака бренда? И тогаш, ја искрено не знаев како да проценам вредност на, па нешто сурфав, барав, гледав, па прашував по луѓе како се оценува вредност сајт, колку вреди, онака. Колку што, ако сакаш да го продадеш, ќе кажеш цена, ако не сакаш да го продадеш, тоа е твое речеме не, да има некоја методологија, да не е онака од ракав изпртено, што така работа, систематски некако, не е онака од стомак, нешто зашто е. И чув некога имаше дека е околу 2 евра од, а не знам ни како дошле до тоа, од 2 евра од еден unique monthly user. Што значи тоа? Па, колку юзери ти доаѓаат на сајтот во еден месец, колку имаш такви unique, што доаѓаат. И колку испадна сумата на крај? Испадна, тогаш имавме 170.000, по 340.000 евра. Беше да. Малку претерале со подценувањето. Да, 340. 340.000. Така понудивме онака и валја не сака, валја беше скапа онака. Ој, ти многу си го подценил 340.000. Па во тоа време 2 милиона евра чини. Сега би било у милиони, ама. Денес колку вреди брендот тај мака? Сега тоа е брендирано тај мака, претпоставам така. На колку си го проценуваш брендот? Затоа што во 2014 ни дојде тужба од Time магазин, од Time.com. од Њујорк, преку некоја адвокатска канцеларија од Белград за користење на нивниот трейдмарк Time, со дека е со News поврзано едно друго. Па не има, Time е. Ама ние се идевме на тоа дека е Time е именка, дека но на крај сепак последниот овакво збор го имаше. Како аргумент што ни помогна од наша страна е дека има во законот за приватна интелектуална собственост дека
после 5 години, ако користиш некој бренд и никој не се пожали, дека не ти можат више ништо после тоа. А ние више постоевме 5,5 години како и активно на користење и да речеме тоа ни беше аргументот на нашите адвокати спрема нивните по тој закон, тој член дека имаме право да го користиме дури и да сме прекршили нешто. И текнело на тајм, па дека имало во Македонија некој тајм мака, па они веројатно пробуваат секаде кај што тајм доменот се користи ако проđe или не знам што им била. Беше некоја српска адвокатска канцеларија. Тоа значи и време не може да се користи. По таа логика. Па, да речеме. Предпоставам. Денес на колку го цениш брендот Тајмак? Финансиски? Па искрено не сум размислувал, да кажам, супер ни оди, ми е се уште, да кажам, некако интересно да се занимавам со се уште има подобрување на алгоритмите и од алгоритам како на computational journalism, што се вика еден сегмент од computer science, што е за како да употребиш софтвер и алгоритми за да пресметаш новелти и новост, значи која вест е побитна од друга и такви работи. Исто и од технолошки аспект, како да направиш вебсайт што ќе издржи стотици илјади кликови у минута, да како инженерски аспект да го направиш сајтот. Така што има многу интересни проблеми со кои што сакам занимавам. Не знам што би правил ако го продавам. Немам некоја кузне каква идеја. Не, викам да го продадеш, време, туку па за да се веројатно има некоја процената вредност, така не говорам за продажба таму. Тоа беше со 2 евра од monthly unique user, а другата еволуација беше 8 пати од годишниот профит. Например, ако во една година правиш 100.000 евра профит, дека вредноста на сајтот е 800.000 евра. Тоа е интересна сума за... Така, тоа беше вториот вид на евалуација. И тука беа некаде слично, тоа што 2011, колку правевме и некако се поклапаа баш у тој временски период слично. Колку прегледи имаш дневно? Сега 1 милион. Да. Тоа милион значи милион луѓе или го рачунаш моето 20 пати влегување? Не, под views се подразбира отворени страни. Значи, со 3 параметри се оценува посетеноста на сајтот. Колку имаш unique users, што дошле на сајтот. Добро. Второто е колку пати дошле, значи некој од тие unique users во месецот само еднаш го броиш тој, но онако дошол 16 пати на сајтот во месецот. Значи секој втор ден доаѓа. Некои доаѓаат секој ден, некои доаѓаат по 3 пати на ден. Јас секој некои доаѓаат 200 пати на ден. Да, ама не се сите како тебе. Тоа се значи колку посети имаш, session start во новиот Google Analytics како параметар. А третото е page views, односно колку страни вкупно отвориле. Значи ти кога ќе дојдеш, кликаш па едно па друго, па не вести, него сајт, страници од сајтот. Во Македонија идеш, па во ТВ емисии, па не знам, видиш нешто друго, тамо, јавни набавки, па трезор, нешто пребаруваш, правиш и отвараш страници. И сега тоа е page view. Милион прегледи има. И такви има милион. Како се вика тоа милион прегледи или више? Да? Прегледи или page views. Page views. Посети се околу 350.000, у посек по 3 page view се прави на една посета. А по број на юзери, деневно юзери се околу 100 до 120.000, а околу 250-300.000 месечно. Тоа у музичка индустрија милион прегледи, например, и одма ние рачунаме милион прегледи, демек песната ја виделе милион пати, по $1 да зима Мадона, $1,000 зима само од... Сега кај вас не знам како е, кај вас со милион прегледи. Вие не зимате од прегледи од тоа, нели како што се зима од YouTube, или зимате? Не знам како се зима, јас се обидувам да... Па закупот на рекламен простор на повеќето више вебсајтови во Македонија е по групи од по 1000 прегледи. Добро, значи, cost per mile, по CPM модел се вика тоа. Cost per mile е 1000 прегледи. Значи, ништо не разбирам ова, како шпанско се извини. Цената кој ќе видиш дека е 300 денари за 1000 прегледи, тоа значи дека за 1000 пати да ти ја покажам твојата реклама, дали на секој page view се покажуваат реклами. За 1000 пати да ја покажам твојата реклама, плаќаш
од 100 до 300 денари, зависи дали е мобайл, десктоп или која позиција. На ден? Не, за број на пати. А за број на пати? Но не е малку тоа тоа? и дење и ноќе и нонстоп. Па не е малку тоа? Па за тоа идат луѓето. Ама добро сега, голем број од пейдж вјуата не на еден телевизија беше 100 евра секунда реклама. На времето. Затоа викам сега, вие овде кој ќе кликаш, овде сите кликаат. А најскапо кој е она кој ќе кликнеш тај мк и ти се појавува, карикирам сега, реклама, не знам, бизнис план. Тоа е најскапо има на влез на сајтот тие, зашто тоа не можеш да ја утнеш. Не, првата на пример, тај мк и ти се појавува реклама, нели па премини на па да, тоа е takeover се вика, таа е да речеме таа е најскапа. Најскапа по број на импресии. Но имаш и брендирање на сајтот, на пример од страна нели као тапети вака што стојат на сајтот, што се покажуваат на сите пејдж вјуави, тоа е одреден. И сега маркетинг агенциите ги советуваат своите клиенти што им одговара повише, дали вакво или такво, или еден ден вака, еден ден онака, се прават разноразни. Има влијание тоа? Има, како не. Што ако е од десно и ако е од лево? Сега јас знам дека ако Не, е во смисол дали кај да стои. Играат со интензитетот, на пример, дали неколку дена да иде интензивно рекламата, па после од време на време само да се покажува, дали сакаш директно некој настан што е за една недела да го рекламираш или само држиш на пример бренд awareness, тоа се вика да ги потсетуваш луѓето дека постои брендов, колку да не го забораат. На пример, од време на време НЛБ да се појавува или Стопанска банка, да ги држиш тука дека да им биде свеж концептот за банка. Вие зимате пари од прегледи, на пример? Па само од тоа само зимаме. од тој дел, од рекламите. Да. Само од тоа зимаме, не од друго. Колку луѓе имаш вработена? Сега сме тројца full time. Браво. И уште некои имаме соработници. Само тројца луѓе го правите ова чудо наречено тај мак. А на овие во Албанија и во Словенија земавте пари или не така како дадовте? Што им го продадовме тоа? Продадов. За колку пари? Па не, може да не биде. Да? Не мора да се каже. Добро, однака сега, дека бизнис плавите, затоа прашам. И тоа функционира сега успешно во... Па, на тие Они што го имаат исто, што го продадов, time.c или... Во Словенија не е Time, него е Times. Times.c. Аха. Они работат со Google Ads, зашто за Google Ads, AdSense што го зборевме, зашто за словенски јазик е дозволено. Па тамо нели е мал пазарот тамо? Што е поголем словенечкиот од нашиот? Па е нашиот? поголем словенечкиот. Сега не е сигурно 100 пати поголем, Да. 2-3 пати, 5 пати поголем не е, ама има. И тоа многу одамна има тоа. Тек први они се отворија, па српскиот, па бугарскиот не знам дали беа, ама словенскиот многу од поодамна има. А во Албанија на тие што им го продадовме, они го препродадоа после на некој друг, па може и на трет више да отидам, више не знам таму која. А порталите... Али уште работи како агрегат домеинот. Сега, Игор, кога споменував јас, вие сте доктор на науки практично, своевремено и професор. Ја мислев дека сте се уште професор, меѓутоа сте го напуштиле професорлукот. Зашто? Бевте професор на финки, бевте доцент и ако ве праша Вонреден, не си отидов. Како ми рековте, си отидов? Па таман кога ме избраа за Вонреден, виште некој месец беше и тогаш дава. Па затоа што мојата визија за како треба да работи еден факултет и универзитет, како да се донесуваат одлуките на такој потранспарентен и демократски начин, здраворазумски, не соодветствуваше со институцијата во која што работев. Така што Ова дека беше во Германија на магистратура па во да, Словенија. затоа што многу видов таму како се работи во суштина и што значи да се биде професор и како се носат одлуките и во однос на научна работа, како се дисеминира интерно на факултетот за соработка, во однос на распределба на тоа кој што ќе предава, зашто тоа е вечна битка по факултетиве, поготово дека Финки беше амалгам од професори од ПМФ и од Електро што го направија факултетот. И имаше доста дупли и тродупли професори за исти теми и имаше многу, да речеме, као тепачки за кој што ќе предава, кој е поквалификуван. Јас предавав во трет семестар алгоритми и структури на податоци, доста онаков базичен предмет што сите мораат да го положат, како анатомија, да речеме, во па на да, медицина. алгоритми. Да. Строг бевте? Па работата беше дека затоа што сите имаше многу студенти.
Значи на предметот се запишува над 1000 студенти. И на еден професор, не може тоа еден професор сите да ги држи како прво предавањето на 1000, нема толкава просторија. И се делеа студентите на професори, 5 професори по 200 студенти. 5 групи беа и секој држеше посебни предавања на својата група, но испитот на крај мораше да биде заеднички, не може едни да полагаат на едни задачи, други на друг. И сега требаше професориве да се договорат. Знаеш, што ќе им дадеме на испит за да се пројде. И едни буткаја таа идеја да видат поедноставни задачите за поише да проаѓаат и да останат луѓето на факултетот, зашто ако ги бутнеме сите, ќе нема кој да студира више тука. А ја бев за идејата да се држи по високо ниво. Да едносно тоа што сме го предавале, тоа да го бараме, а не само 1/10 или уште помалце. И тоа беше еден од да речеме од конфликтите. Ќе кажеш строг професор, ама да во шега, меѓутоа да не однесе ѓавол од шегата, тоа не е строг професор, туку едноставно ако е тоа анатомија, кога е во прашање компјутерите, значи невозможно е вие може би ја некато поминете. нека баш правам и аналогии за тоа некако вакви ни изгледаат и нашите државни сајтови што не функционираат, паѓаат, фалат одредени функционалности. Веројатно е тоа од луѓе што завршиле, добиле диплома, а такви основни концепти што не научиле. И да не за завршиле, сега квантитативност. имате компјутерче еден куп кој што ќе ви прават. Види, тамо тука институциите кои изгледаат такви сетовите, рече сметете дека тамо имате тендери, па кој како Да, го плюс прави. има тамо аргументи, ама сепак некој ако бараш ти отвориш тендер и бараш одредена сертификат да има таа фирма со која што ќе да го добиеш тој сертификат да имаш квалификувани работници внатре, а не приучени, некако имплицитно би барал одреден квалитет за тоа што ќе го добиеш. Но тоа е што е сега. И се откаже од професор Лукот. Да, мислам, више стана почнаа више нозите да не ми одат баш така лесно на работа. Колку едноставно. Знаејќи таму што ме чека и каква околина е. И затоа што више тајм беше доста разработен и имав супер интересни проблеми на кои што ќе работам. Многу ми е жал за студентите, затоа што ми представуваше особено задоволство да им го пренесам знаењето. Па добро, што можеш го- да си направиш своја академија на крајот денот и така Да, функционира. може. Одреден Ама тоа број на соборски. години после тоа, од кога дадов отказ, малце појачав со практикантство, односно да доаѓаат практиканти во тајм да прават пракса и на тој начин да Од им го факултет? пренесам. Па да, конкурс кој ќе направив, најмногу од финки ги примав, затоа што таму сепак се најдобрите Знаеш како обично студенти. прашуваат, мене ме прашуваат, например, мора ли да завршам новинарство за да видам новинари? Ја да прашам, мора да завршам финки за да... Не мораш, теоретски не мораш, но јас им давам како тест, како влезно Аха. интервју што се сведува да реши ги овие проблеми. Може ништо да бил биолог ако сака, ако ги реши, има знаење, човекот не ме интересира. И Од како каде, но изгледа? најчесто од финки ги проаѓа. Да, и како изгледа задача една, например? Па не знам, најпроста задача онака во една датотека од 10 мегабајти текст што е да изброиш кои се 100 најфреквентни зборови или не знам, онака. Не проаѓам ја, Игор. Не проаѓам ја. Да. Далеко сум ја И за други тоа, ствари, иако се ама учи таа така. мислам на сите им ја Види, давав, онака и човек тоа с- ако не можеш да го решиш. мислам. Ама човек се учи додека е жив, така што веројатно треба да... Не, ама добро, оваа позиција за кај нас што доаѓаа практиканти, некои што беа вработени, тен треба хардкор да знаеш, онака длабоко што е пресметување, кои се можностите, временски ограничувања, мемориски ограничувања, сигурност и други аспекти. Што е ова манија која што трае веќе па повеќе од деценија, ако не се лажам, сите, а веројатно и тука вас ви пукнал филмот, затоа што сите ги терат некако деца водите тамо кај тоа на тоа финки, информатика, компјутери да се утепате од пари правење и знаете, владе е она мантра дека аве супер ќе си седиш од дома, си работиш со Америка, ти стигнува пап 1000 евра. Па, Тоа е манија е некоја која што или ќе почне полека, знаете како порано што беше економски и медицина, сега одеднаш сите на финки. Јас знам дека, например,
многу од средните школи кои што важеле за пониско рангирани, откако го отворија тој смер информатика и веќе пораснаа, бидејќи има талентирани деца и направија нели како велиме одлични класови. Па точно е тоа дека владе сега период би рекол, не знам до кога би траел, на дигитализација на општеството, односно правење на софтвери за све и се нешто, за секој аспект од нашето живење би требаат софтвери, веб-сајтови, апликации и има голема потреба на кадар што ќе ги прави тие софтвери. И има огромни средства, општествени и приватни, се трошат за израдба на овие системи и поготово во Македонија голем број, мислам, на проекти доаѓаат од странство. Претежно над 90% од луѓето што работат IT во Македонија работат на проекти од странство што доаѓаат, односно за правење на некои сервиси, некои сајтови, апликации, што ги користи некој некаде, кои што ги користат, да речеме, поволните услови овдека, што се уште, иако се за наш стандард високи плати, но се далеку по ниски во однос на таа иста работа да работат во Англија, во Германија или во Америка. А нашите па станаа толку фраери што бидејќи не може да постигнат со работа, па префрлаат на Индија, бидејќи тама е уште поевтино. Да, или сега може и во овие вештачките интелигенции, нови они те знаат да помагаат сега. Значи тоа е една работа. Овој тренд е така за запишување на компјутерчи. Многу години има над 1000 студенти се запишуваат на финки секоја година. И кај одат? И сите имаат работа. Прва, втора година кој како завршува? Да, не завршуваат, онака него добиваат работа. Иако они ако завршат и со дегрито им со повише скилс научени, ќе можат да најдат подобра работа, но валјда уште во втора, трета им наоѓаат некои активности и многу не завршуваат. И па си зимаш 2000 евра плата во Македонија, што ќе ти и факултети. Да. И за жал, например, што имам заприметено, зашто имав прилика да видам голем број на студенти од прва и втора година, многу студенти се таму, а некако да не се. Душата и мозокот и начинот како размислуваат не се за таму, но се приморани дали од родителите, дали од околината, некако дека е тоа иднината. Promised job за иднината, дека секогаш ќе најде работа, ама јас секогаш сум го сваќал тоа дека работата треба да биде во склоп со твоите интереси и со кои си ти. Дури работата да не ја сметаш како за работа, него хоби за кое што ти плаќаат. Па јас така си го сметам. Си го сметав work and pleasure. Да. Работа и задоволство, да. Си животот ако работиш нешто само за пари, онака. Не, ако работиш нешто само за пари, тогаш ќе имате ситуација кога ти се враќаат нозите. Да, нормално дека заработувачката парите се тука, меѓутоа ако тоа не ти прави задоволство, ако го правиш со сила, тогаш не бива работа. Вештачката интелигенција е сериозна закана? Ако креаторот вели се плашам многу од вештачката интелигенција, зависи во кој смисол закана. Дали закана за работни места или екзистенцијална закана за човештвото, дали ќе не уништат. Па не знам, еве на пример во секоја смисло, но еве колку компјутерите влијаат на намалување на работни места. Бидејќи сета технологија е сега дигитализирана. Па се повеќе и повеќе од работните места што на едноставен начин се извршуваат. Да речеме, секоја можна акција на човекот што може да ја направи во една секунда, например, мислам дека денеска више може да се замени. Например, не знам, имаш работници што на лента селектираат жолтиот од црвени јаболка. Да речеме, претходнава декада у Кина стотици, ако не милиони работни места се од тој тип. Нешто гледаат на лента и сортираат, прават. Тоа више све ќе може да се, мислам, не, више е заменето, онак. Значи, секи имаме поише и поише јадење на тој сектор на едноставни работни места и работните места што ќе останат ќе треба малце поголем интелектуален напор или барем малце поише размислување. Или со роботиката исто, дали со некои едноставни репетитивни движења ќе го автоматизираат, тоа нешто треба покомплицирано. Има веќе оние првосмукалки. Робот првосмукалка. Не, беше пред некој ден видов такво како меме беше или дали е сериозно, ама ми изгледа дека е доста и реално. Значи има робот кој што е во Торонто и
мести на рафт одредени производи од пакет. А роботот затоа што роботот може да се најде во многу комплицирани ситуации, тешко е. Треба, на пример, додека го работи тоа, некој човек ќе му каже: "Еј, престани, треба да ги вратиме назад." Некоја специјална некоја рамка каде што на специјален начин треба производот да остави, има за што не е испрограмиран. Но тој тој робот, ако е поврзан камерата и неговите раце со некој човек во Индија, кој што го гледа тоа роботот што го гледа, и тој од Индија може да го контролира роботот, да ги зима стварите и да ги реди, а тој тамо кошта $3 на саат, наместо истиот тој работник во Торонто би коштал $20 од саат. Ти имаш работник кој што е во една точка на планетата, а он контролира робот кој што работи во некоја друга точка од планетата. Што збориш? И така горе-доле ќе почне една по една сите. Чекај, така светот ќе изумре така. На крајот од денот ќе нема ни медиуми, се ќе се сведе на робот, ќе почнеме ние да се Така што дури еве и софтверот да не е толку софистициран да може комплетно да го замени човекот, тоа ќе може да го прави некоја работна сила на друга точка од планетата, што ќе ги контролира овие роботи што ќе прават нешто. Да преместуваат, да редат, да се обраќаат, што таа комуникација ќе може да биде двонасочна со гледање и со зборење. Така што ти има многу земји од разни аспекти на економијата и на што прават луѓето и што е вредно, што е невредно. Голем број на луѓе ќе станат, мислам, стварно економски од една страна е таа приказна, од друга страна па по медиумиве нонстоп читаме фалат волку работни места во Германија, волку во Франција. Германија има сериозен заради недостатокот на возачи, не знам, во Јапонија прават сега некои покрај автопатите, некои ленти како на аеродромо, онака што спојуваат градови, онакви контењери да патуваат без возачи, само по тие ленти. Така што кузне на кај. Ние сме далеку од светот. Па далеку сме. Ама преку интернет те гледаме како е на театар онака што се случува. Што разбирате, меѓутоа ние реално сме далеку, така. Ние уште мачиме со плаќање. Ние само импортираме, не, да речеме, немаме толку, мислам, организирано здружување на ресурси, на капитал и луѓе за нешто по-онака сериозно некој продукт да изнесува, ако во таа смисла. Дури и во имплементација на веќе постоечките технологии од странство во Македонија. Не треба ништо да измислиме, само да ги имплементираме, дека ни тоа не бива онака. Што се сведува на прост менеджмент, не е тоа технолошка неписменост или нешто од тој тип, туку е од волја за дали сакаш нешто да направиш или не, дали ќе ставиш у джеб преку корупција или нешто такво, или стварно сакаш некој сервис во администрација или што и да е да функционира како што треба. Не знам, вас како изгледа со вештачката интелигенција? Мене ми изгледа многу интересно, сум превозбуден, која и насока да оди, ми е како реален филм да гледам, онака што се случува успорен така. Што на филмовите на брзина све се случува. Значи ова сега се појавува, а ова се работело веројатно неколку години претходно, така? Овој најновиот бум, кај што со најголем број на апликации, се појави од 2012. Добро, кај нас стигнува... По последниве 10 години. Кај нас стигнува сега. Зашто велам сега? Ама не, сега? да речеме, ова што го викаат со невронски мрежи, deep learning и такви ствари. Ова со чат GPT што се појави од ноември 22. Што е тоа чат GPT, како го Чат GPT? Да. Не знаеш што е чат GPT? Не знам. Чат знам што е, ама не знам што е. Чат GPT е онаа апликација што на природен јазик ја прашуваш било какво прашање, што ти одговара, што ти пишува текстови, што ти... Па тоа, ама не знаев дека така се вика. Chat Тоа знам, GPT. тоа сакав да кажам, да. Чат GPT Затоа се што вика знам тоа, дека да. деца кои што на пример на писмени по македонски или било што преку користејќи тоа вештачка интелигенција, да. Тоа стана популарно глобално. Тоа беше прв, да речеме, као продукт, онака што може сите на планетава да го користат и затоа настана толкав бум и
се направи онаква као прашина, се дигна во воздухот, готово е, роботиве идат, ке не сменат и... Ама тоа се случувало како таков вид на страв многу пати во минатото, кога има некој така поголем breakthrough во развојот и тоа секогаш се интерпретира готово. Еве, уште за неколку години све друго ќе... Гледам дека Срби ве правеа, особено овој Жилко Митрич нешто правеше со таа вештачките, па како ќе изгледале вестите, па му дава апропо тоа нешто. Можеш да земеш некоја вест од интернет, па да направиш по-сатирична, и друг ја чита тој. По-цинична, по-иронична, по-агресивна, во стил на Бетовен, како што би ја раскажал. Ама не сакам јас тоа така, тоа малку ти ја убива и креативноста, така? Тоа е добро, меѓутоа е убава и креативноста, сега ја направиме го како Бетовен, направиме го сега малку... Но новиот момент... Сега више ќе влеземе во една нова ера на креативност. Така, више, под креативност нема да се подразбира нешто што знаеш да направиш, зашто правењето ќе го прават машините, туку твојата задача да му кажеш што сакаш. Ти не мораш да знаеш нештото. Вредноста кај луѓето више ќе се оценува преку тоа да знаат што треба да се направи. Дури да не мораат да знаат они да го направат нештото. Добро, ќе дојде некој будала ќе рече сакам војна. Може да дојде. Затоа и е која се збори за опасност на новите технологии, дека они може да се искористат за лоши работи, по тоа баш точно се подразбира. Пошто ние само за лоши ги користиме. Како да изманипулирам избори, како да сменам влада, како да направам оружје некое или некој отров од состојки у супермаркет што можам да ги најдам. Па честна исклучоци, Игор, или професоре, како сакате, па ние видите што правиме со фейк ньюс. Ние повеќе го користиме технолошкиот развој за лоши работи отколку за сега уште полесно ќе се прават фейк ньюс од порано. Бар до сега требаше луѓе да ги склопат, да бидат креативни, да се неточни, а плюс да се читливи и луѓето да се закачуваат на нив по мреживе, да имаат кликбайт, да ги кликаат и да ги... А сега тоа нештото ќе го прави машината, ти само треба да кажеш како фейк ньюс сакаш, што ти е целта и он ти го направи тој текст. Така што неминовно ќе дојде едно ново време во кое што ќе треба да се анотираат содржините што ги конзумираме на интернет со некакви криптографски технологии, тагови, да се знае кој е од што е, од каде е. Например, ако е некој текст од BBC, да може да се докаже дека е тоа нешто од BBC, да да не може некако... Затоа што било каква више текстуална, аудио, дури видео, више содржина што ќе ја видиш на интернет, не можеш да бидеш сигурен дека е као оригинална, дека е тоа реалност. Да, дека е насправено, не верува, дека може би е склопено со некаква цел. Така што ќе мора содржините да бидат некако филтрирани, анотирани и некакви софтвери што ќе ги анализираат тие тагови, да одредат дали ова точно, реално или не. Влегуваме во тотално лудило, ако добро ве Ама за тоа исто ќе ни помогне вештачката интелигенција. Значи, како што ќе се користи она за креирање на неточни вести, компромитирачки материјали, разговори меѓу политичари што никад не се случиле на било која тема, можеш да им зададеш да ти направи аудио разговор. Така ќе користиме вештачка интелигенција за да го детектира дали е нешто реално или не. И тоа ќе стане борба меѓу софтверите што прават такво нешто и софтверите што го детектираат. Значи ова Facebook, Instagram, TikTok, чуда бесови врагови X, тоа веќе полека заминува историја, така? Или не? Па не можеш да веруваш таму све што испаѓа дека е точно. Едноставно е оставено е тоа како таква една пустелија на што сепак е уште е посетувано од огромен број на луѓе. Тоа како ќе го решат тие огромни овие мрежи како Facebook, мислам истото е тоа Facebook, Instagram, TikTok или овие, да филтрираат содржини што се фейк и нешто друго. Па нема ни да се замара Цукерберг. Тој беше и пред, ако не се лажем, и пред конгрес, и пред било што, нешто го вика, нели, одговараше. Меѓутоа, тоа е веќе тешко за контролирање интернетот. Тоа е крајната цена што мора да ја платиме како корисници на капиталистичкиот систем. Колку пари се? Сега да не влегуваме малце во идеолошки аспект за капитализам наспред нешто друго, но во еден капитализам каде што
скоро е све сервиси, малце нови работи не се регулирани, а политичарите не се доволно едуцирани да воведат разумна регулација на новите технологии, а новите компании се возат на бранот на најновите технологии што не се изрегулирани, они можат да го користат тоа за еден куп разни работи, што уште елитиве не можат да стигнат да ги разберат па да ги регулираат, овие више ја прават штетата. Така што ќе треба многу паметни луѓе за да не спасат. Игор, во Македонија колку пари врти не знам, компјутерџиството или IT секторот? Колку пари се врти? Не знам. Не знам, да не треснам нешто. А во светот сигурно се милиарди, значи да ги измислиш што претпоставувам дека дека технолошките компании се со тоа што првите 2-30, може би више компании во светот што се највредни на S&P 500 на Њујоршката берза сите се технолошки компании, кажува сите. Мислам, првите 2-3 компании што се со над 3 трилиони долари, не милиарди, имаат поголема вредност од колку цели континенти со сите држави унатре. Само првите 3 компании. Мислам, кажува го многу дистрибуцијата на моќта, каде е иднината и каде е фокусот. Така, ние сме светлосни години далеко. Добро, за крај, тај МК, значи не е тој Игор кој што ги става, ова ќе биде прво, ова втора, ова трета вест, значи тоа е агрегат компјутер кој што вие го имате направено и кој што... Биде и наравно да кажам, како не постои она unbiased, не знам на македонски како е терминот, непристрастен агрегатор. Значи не можеш да направиш како алгоритам кој што е непристрастен и да во Македонија секако ќе најдат Не, затоа што ама со самото тоа што ти на одредена позиција можеш да ставиш само во даден момент една вест, одма као некако зашо го ставаш ова, а не другите. Каков и да направиш алгоритам што ќе стави една вест, а не можеш да ги ставиш сите, дава кога сомнеш зашто е овој, а нас не нема. А има нешто новинарско и во тебе, за да знаеш што да ставиш, или? Треба да имаш одредени, мислам, баш ко преска го спомнав, има нешто што се вика computational journalism. Што значи тоа? Како со пресметковни начини, со алгоритми, анализирајќи текстови, односно вести, да одредиш што е нешто е побитно. И ние користиме многу од тоа како наука, како се пресметуваат новостите, како се пресметува битност на даден медиум, кој е неговиот авторитет. Најчесто иде преку тоа кој кого копира или става линкови од некој друг. Например, има медиуми у Македонија кои што никогаш не копираат никој друг, а скоро сите нив ги копираат. Дали, например, тоа не ти е како сигнал дека сте тие некои фраери, дека се битни. Нема да го кажам кое е името, мислам неколку ги има, ама некои медиуми поише ги копираат луѓето, се референцираат на нив, а они не референцираат никого. Си имаат своји новинари, си пишуваат. И сега врз база на тоа ние тоа можеме да го детектираме. Ги гледаме текстовите во кој временски момент, на кој вебсайт како се појавуваат, кој кого го ископирал и на тој начин пресметуваме кои медиуми се као авторитетни. И тоа после ни помага во изборот на тоа на која позиција, која вест да ставиме, колку време да стои и такви работи. Добро, ма тоа ти не седиш се вака и не, тоа е софтвер програм, што пуштам и што работи нон-стоп. Што планирате во иднина? Како планирате да го развивате? Морате и вие да додите во да имплементираме нови технологии. Спомнавме на почеток кај со подкастите мораме да. Да, ама тоа е проширување на више постоечки сервис, техничка работа. Тоа поновото е овие најнови технологии од процесирање на текстови и вести, што има луѓе што истражуваат, тоа им е работа. Така е. Конференции има на тие теми како се што ги измислуваат тие работи, да ги следиме и да го направиме агрегаторот по-ажуриран, по-точни да се правите топ вести што ќе бидат ставени. Тоа е нашата работа и допринос во ова општество во Македонија. Да. Ќе успееме? Па до сега добро ни оди, мислам од одзивот на посетеноста на сајтот го препознаваат квалитетот.
посетителите. Да. И уште едно прашање, она со архивата ме бендисува. Тие вести како ги најдовте тие? Па Бидејќи тоа, на пример имаше А1, гледам дека да, имаше. ги имаме сите. Среќа, таим го направивме Уште видеата да ги нема само, да, па текстовите не ги имаше. Мгм. Таим кога го отворивме во 2008, во следните година-две, се уште постоја архивите и на А1, и на постоја како домени star.dnevnik.com, Па постоја стар дневник, утрински. вест, да. Да, и ги имаше архивите на веб постоја и ние во тогаш ги собравме. И после тоа ги снема од веб, не постојат веб сајтовите и све, ама ние ги задржавме и ги имаме индексирано да ги користат луѓето, да видат што се случувало минатото, зашто тоа најубаво ќе беше да некој државен архив, например архив на Македонија, да има некој департмент за дигитални технологии, што ќе прави автоматска архива на барем на веб-сајтовите од националниве телевизија и радија што имаат веб-сајтови. Или некаков критериум на ако е нешто многу посетено да се прави архива од тоа како нешто за иднината да видат луѓе што се случувало. Штета што приватна фирма треба тоа да го прави и тоа бесплатно го прави. Уште ова е завршувам. Те замараат ли, бе? Дај ставиме прв да видам, втор да видам. Ставиме емисијата. Ти се ама се држим ние на дека па на пример на некои да речеме некад ти им објаснам на пример зашто едноставно таа некоја текст што го пуштиле. Па не, имате речено на пример уште кој работи, зашто не се јавиш да става твоето текст? Кај бе да се јавам? Па да му се јавиш на него да ја ставим. Не се јавам сега. Ќе се јавам да ми стави емисијата на Не, за емисијата ние не говорам за оваа емисија, за претходно што сум водел. За емисиите моментално што се ТВ емисии на сајтот има прост критериум за како да се појавиш таму, тоа е да оди на национална телевизија. И да е од дневно политичко информативен карактер. Толку, не бараме ни посетеност, не. Ако иде на телевизија емисијата и е од тој тип, не сега да не е за рецепти, за пиперки, за тоа со секоја почита, ама ние дека со вести со такви работи ги ставаме. За сајтовите исто имаме критериуми, колкава посетеност треба да имаат сајтовите, ако е специализиран вебсајт за одредена некоја уска тема или е портал за све и свашта што пишува. Иако ги задоволуваат тие работи и одредени други некои технички. А не те интересира дали порталот е близок до леви или до десни? Не. Да. После кога ќе влезе во пулот, ние ќе го измериме онака да видиме што постира, дали постира како и другите на одредени топ теми, ако овој на пример ќути или никој не го референцира или некој дали он копира од него или него го копираат, ќе си влезе у таа шема за како пресметуваме од кој е битен. Сте имале сајбер напад? Имало сајбер напад? Па нели на прошлите избори успеа да него бутнат сајтот. За колку време го тренавте? За 15. За 15 минути го вративме назад. Среќа што имавме бекапи, уште неколку сервери, тој централниот сервер продукцијскиот, ради наша грешка ептен почетничка беше, но се случува сега кога работиш. Не беше нешто комплицирано за како ни влегле, ама глупа грешка направивме, ни влегоа и ни смена на наслоната ни ставија слика од Anonymous. Благодарам многу што бевте дел од овој подкаст Бизнис муабети. Така, малку ги проширивме хоризонтите. Мене искрено ми е страв околу тој технолошки развој од лошите работи. Меѓутоа има и убави работи, јас се надевам дека убавите работи ќе можеме да ги користиме. Ќе видиме. Благодарам многу. Исто, фала. Игор Трајковски, основач на агрегатот TimeMK во Бизнис муабети на Фактор МК. Вам почитувани ви благодарам што не гледавте и што уживавте. Претпоставувам и очекувам од разговорот. Останете понатаму во добро расположение и довидување.